зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Има ослободување од твоето минато. Премногу луѓе на кои им било сгрешено си оградиле споменик за настанот и го поставиле токму во центарот на дневната од нивниот живот. И поминуваат од таму секој ден за да обожаваат. Така вели еден пастор. Споменик на некое зло што им било сторено во минатото. Никогаш не сум помислила на тоа на тој начин, но сметам дека е во право. Еден човек дојде кај мојот сопруг за совет, носејќи со себе документ кој беше дебел околу 7,5 сантиметри. Пред многу години некој му сгрешил и од тога што собира доказ за неправдата што му била сторена. Не е ни чудо што нема мир. Сигурно секој ден го посетувал споменикот што го изградил за настанот што го повредил. Сеќавањето може да биде извонреден благослов, како што се споменуваме за срекните денови од минатото. Денот кога те повикале напред да примиш посебна награда, или можеби денот кога најпосле дипломираше на факултет, или можеби славната радост што ја почувствува кога погледна во лицето на твоето првороденче. Но сеќавањето исто така може да биде неверојатно болно. Што е тоа со човечкиот ум што секогаш сме склони да се споменуваме за болни настани од минатото, одново и одново да ги искусуваме? Кога го правиме ова, ние не сме преживувачи, туку вечни жртви. Време е да се суши споменикот што го изгради од твоето болно минато. Знам дека не можеш да го избереш од сеќавањето, но може да одбиеш да го претвориш во центар за обожување во твојот живот. Наместо тоа, секој пат кога доаѓа сеќавањето на ум, однеси го кај Господ во молитва. На Бог не му пречи да го сториш тоа. Всушност тој вели: не спомнувајте се за она што се збидна, не мислете за она што помина. Исаија 43:18. Денес е единствениот ден кој навистина го имаме. Она што било вчера помина, а непознатото е дали ќе имаме утре. Да го почитуваме денешниот ден со тоа што ќе му препуштиме минатото на Бог. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.